Откако во реоните каде што владее коронавирусот се испразнети рафтовите, сега почнуваме да разговараме за елементарното чувство дали ние од Македонија и во Македонија можеме да ги изведуваме нормалните туристички и атрактивни заминувања од земјава. Првата проценка на загубите во светскиот туризам е 70 милиарди само од стопирањето, условно кажем, на масовните туристички преселби од далекоисточните земји, пред се Кина. Гостин во студиото директорот на Агенцијата за туризам Јучо Јаневски. Добро утро. Добро утро. Што ви личи ова корона епидемија, колку ќе има одраз? Се зборувам врз европскиот туризам, што на одреден начин може да биде и за нас некаква штета, и како се прилагодуваат нашите туроператори, како ние се прилагодуваме кон спречувањето на епидемијата. Пред се една мала статистика. Во 2019 година, според Светската туристичка организација, патувале 1,5 милиарди туристи во светот. Ако велиме дека Франција со 85-86 милиарди е првата посетена земја во Европа, а европскиот континент е 51% од вкупниот број на патување на туристите, тогаш би можеле да претпоставиме каков е целиот ефект. Ако 180 милиони азиски туристи патуваат во светот, односно кинески, и во овој момент тоа не го прават. Само Франција во овие 2 месеца има изгубено 30 до 40% од вкупните патувања и туристи. Тоа е 80 до 90% од кажани тури од Азија. Токму тој ефектот може би да се каже во првиот квартал. Велам дека првиот квартал во Европа успешноста ќе се мери во помалиот минус на туристичките дестинации. Што фативме со големиот туристички бран, ајде да се задржиме малце. Едно време ќе гледавме низ Стара чаша. Ги нема, да речем условно, далекоисточни туристи, внимателни јапонци, Кина. Што станува? Запрене тој превоз, интерес од страна на Кина или од нашата потреба да се редуцира тој прием? Интересот претежно е од големите туроператори кои што ги сервисираат тие азиски дестинации. Ние не ги сервисираме, туку едноставно ги сервисираме кога ќе дојдат токму кај нас во Македонија. Велиме дека ги нема, да ги нема, бидејќи веќе до април до мај се стопирани сите азиски тури од големите туроператори, кои што се движат претежно по балканските тури или Бела Чао, народно кажано. Турата би во овој момент би спомнал дека се работи за отприлика 350 до 450 илјади само кинески туристи кои што на годишно ниво го посетуваат Балканот. Или отприлика 1 милион туристи од Азија кои што гравитираат годишно на ова поле. Традиционално патуваат декември, јануари, февруари, март и април. Поточно во овој момент се стопирани сите азиски тури. Кои се најголеми губитници од овие екс-југословенски простори, освен ние помалку се разбира? Најголема посетеност во 2019 година има Хрватска, отприлика според нивниот e-Visitors, новата платформа за статистички податоци, околу 21 милион туристи ја посетиле Хрватска, или тоа всушност представува нешто повеќе од 20% од БДП од нивната економија. Најголемиот губитник во моментов е Словенија, Хрватска и може да се каже Босна, затоа што оттаму почнуваат и оттаму завршуваат азиските тури. Ајде превртиме чашата. Ние обично сега не сакаме, условно кажам, да дојдат кинезите, но тоа се веројатно модерните номади кои и прилично знаат да трошат. Што направивме или што ќе направиме во оваа балканска тура, во кој се прогнозираше дека најмалку 10 милиони кинези ќе го посетуваат Балканот, вклучувајќи Романија, Бугарија и земјиве. Што тоа ние треба да регулираме за да можеме да останеме отворени за нашите порти за кинезите? Две нешта успеавме да направиме. Тоа е заеднички со Србија и со Црна Гора да се представиме на далечните пазари или третите пазари. Заедно минатата година, веќе 2019 година на ATB Сингапур, го представувавме сите три држави, ги представувавме како една дестинација. На тој начин мотивиравме повеќе мализиски, тајвански и сингапурски тури да дојдат и да ја посетат Македонија. Тоа е веќе евидентно, бидејќи тие тури немаат визи. Тие земји немаат визи за нас. Кинеските туристи се уште имаат визи.
успеавме некаде и веќе изјавите. Кинезите во Македонија имаат визи, во Србија немаат. Точно. И тоа е прекинатурата. Да, ние сме единствената земја на Балканскиот полуостров или Адриатик регијата на која што се уште имаме визи. Визите се надевам и некои најави се дека веќе од септември месец оваа година ќе ги немаме или ќе имаме туристички визи која што е практика во регионот и на тој начин Македонија ќе биде приклучена кон тие тури и очекуваме 50 до 60 илјади кинески туристи. Лјупчо Јаневски, директор на Агенцијата за туризам, во време за пари, колку ќе изгубиме, да речем, условно од оваа епидемија која може да ги зафати туроператорите. Сега сме на полето уште на сондирање. 8 март заврши, значаен број на агенции ги откажа по сугестија летовите кон Италија, заминувањето и некои други дестинации. Шпанија станува сега невралгична точка. Имате ли проценка колкав е тој обем на, условно кажам, штета, до толку повеќе што сега нам ни доаѓа и Велингден за 1 месец? Сезоната се гледа секогаш по Велингден, бидејќи тоа е стартот. Добро. Велиме дека сега за сега големите туроператори се уште не откажале ништо и ја продаваат нашата дестинација. Говориме дека се тие големи туроператори во светски рамки и гледаат што се случува не само кај нас, туку се случува и на Балканот и во Европа и на таков начин ќе реагираат. Кога сме кај нашите традиционални гости од регионот, има некои мали откажувања, нормално, поради скептицизмот и состојбата која што е во моментот, за жал, според мене алармантна. Па ја ги гледам стиките Охрид, вриеше Охрид за време на викендот. Тоа значи дека баш и не ги боли, да речем, условно уво за корона. Знаете, во моментот, во овој момент Скопје повеќе има откажување и редукција, бидејќи е бизнис дестинација, главен град. Скопје во 2019 година имаше поголем број на ноќевања од колку Охрид, затоа што е 4, да кажеме, дестинација за 4 сезони или во текот на 12 месеци, додека Охрид има сезонален карактер. Таму сезоната се потрудивме 2019 година да почне некаде од мај месец и да заврши длабоко во октомври, веќе во ноември. Многу ми е драго што веќе во понеделникот бев во Охрид. Се уште нема некои драстични откажувања. Има голем број на домашни туристи, има малезиски тури, но и тури од регионот. Јас се надевам. Зашто се жалат домашните понудувачи на услугите, хотелиерите и делот? Затоа што очекуваат некаква, условно кажем, помош од државата за ова време, или? Секогаш имаат помош од државата. Имаат субвенции за странски туроператори од 18 на 5% е намален данокот. Дополнително ќе ги видиме мерките во случај кога имаме штетите, секако дека ќе се интервенира. Тоа е одлука на владата на Република Северна Македонија, но сегментот кога говориме дека ние во овој период треба да го искористиме и за алармирање, но и за создавање на една стратегија кризна, крајс менеджмент во туризмот, со која што ќе успееме, јас сум сигурен ако заеднички работиме, да ја менаџираме оваа криза. Тоа значи дека повеќе треба да се фокусираме на домашниот пазар, на домашните туристи, да создадеме убави пакети викенд со кои што ќе ги задржиме домашните туристи дома, а да привлечеме повеќе регионални туристи, регионални тури, сите оние кои што ни го знаат менталитетот и ја знаат вистинската состојба токму кај нас. Лјупчо Јаневски, школските екскурзии натаму се забранети надвор од државата. И на момент имам чувство дека сите плачеме заради тоа, иако мислам дека 90% од нашите ученици не знаат кај е Лесновски манастир, каде е Речица, Осоговски манастир. Што е тоа што ние внатре не знаеме, децата да ги принудиме да си ги знаат вредностите историски, природни и така натаму. Да не зборам за изворите на вода во Струмичко и така натаму. Многу пати велам треба прво сами да се истражиме и да се осознаеме, а потоа да коментираме за другите. Комплетно се сложувам. Ние ќе дадеме еден предлог координативното тело кое што веќе имаше својот втор состанок. Тоа е составено од сите комори, Здруженија, асоцијации во туризмот, Министерството за економија, секторот за туризам и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, веќе ќе искочи со конкретни мерки и ќе препорача веќе во текот на денешниот и утрешниот ден сите семинари, обуки на државната администрација да се одвиваат токму во државата, а исто така да се потрудиме да ставиме еден мораториум на средношколските патување надвор.
од државата и токму тоа. Сите Барем средношколци, годинава, барем годинава, точно. Ќе добиеме фобија ако се затвориме сами. Ќе се во овој случај ги замолувам сите за трпение, секако училишните одбори, родителските одбори да ја сватат сериозно ситуацијата кога е домашниот туризам во прашање и она што ние треба домашен извоз да направиме во туризмот, да реинвестираме во дестинацијата, да овозможиме на економијата која што во туризмот во 2019 година донела 400 милиони долари директно. Лјупче Јаневски, уште малку коронавирусот и туризмот, има нешто што мои гевгеличани понекога со вака стрепса го очекуваат, освен бегалскиот бран, што правиме со така наречените покер туристи од Северна Македонија, од Северна Грција, кој инаку е исто така зафатено ендемско подречје, односно подречје епидемиско. Во овој момент не можеме да кажеме какви се ефектите, бидејќи се уште немаме мерења. Јас многу брзо ќе го посетам тој дел, тој наш дел, и ќе видам буквално со менеджерите каква е состојбата. Секако дека има одредени редукции и скептицизам и во патувањата. Едноставно, ако во изминатите десетина години се смени системот на патување, веќе немаме толку долги аранжмански патувања на туристите низ светот. Имаме 3 до 4 пати патувања, многу кратки, до 3 до 4 дена, се со цел да се истражуваат нови дестинации. Може би токму кај Гевгели има еден друг, досега беа прилично отворени рампите и од едната и од другата страна, меѓутоа сега самиот чин дека полицијата врши детални испитувања од кај доаѓаат, што доаѓаат, може да има некаков ефект на така наречениот условно кажам коцкарски туризам за Гевгелија. И на крај се уште постои, иако тоа не е само во вашата релација, во вашиот сектор, се уште автобусите за Северна Италија продолжуваат. Се тука има малце нелагодност. На луѓето треба да им се каже дека се тоа прилично рискантни патувања. А туристите и авиопревозниците мора да го преземат тој ризик дека не морат и не можат по секоја цена да одат во подречје од каде евентуално би може да дојдат заразени. Препораките на владата се да не се патува во тие подречја. Исто така Визер ги прекина летовите кои што ги имаше до некаде до април месец, бидејќи така кажа, за да ја видиме состојбата како се случува. Препорачувам на сите граѓани на Република Северна Македонија да ги редуцираат своите патувања кога е делот на кризните подречја во Италија, бидејќи во овој момент индиректно во карантин се поставени 16 милиони луѓе во северниот дел на Италија и според мене треба да ги избегнуваме патувањата. Секако на сите кои што патуваат од тој дел, токму и се враќаат назад да ги имаат на ум сите препораки кои што ги дава владата, веднаш да се пријават во случај ако имаат некои одредени проблеми. Исто така, с целиот туристички сектор кај нас и сите да ги примеруваме препораките на Светската здравствена организација кога е во прашање коронавирусот и кога е се превенцијата од нив, со хигиената, мињето на рацете и се останато. Благодарам, тоа беше Лјупче Јаневски, директор на Агенцијата за туризам. Разговаравме за можните ефекти, односно слабости во реализацијата на пакетот за стопирање на туристичките патувања поради коронавирусот. Благодарам што бевте гости. Благодарам и на вас.